Додека илјадници луѓе секојдневно се соочуваат со предизвикот да се нахранат, тони храна се фрла во буништата. Токму оваа причина ги натера повеќе здруженија да се обиденат и секако да организираат една акција која што ќе се случи впрочем утре на 17 октомври на повеќе локалитети во Скопје, каде што ете ќе имаат можност сите оние кои што сакаат да донираат храна, секако да го направат тоа. Нахрани 1000 е секако една акција која што е организирана од повеќе здруженија, како што реков, и токму денеска причината на која што и темата на која што ќе зборуваме е за сите оние кои што се засегнати токму со оваа бројка која што и како е поразителна кога станува збор за Република Македонија. Денеска со мене во студиото за таа цел е Тони Станковски од Здруженијето Љубезност. Добар ден, Тони, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Навистина убава акција по повод светскиот ден против сиромаштија, меѓутоа ете не треба само еднаш во годината да се случуваат вакви акции, туку треба да се натераат луѓето секојдневно да ја донираат својата храна наместо да ја фрлаат. Утре ќе се случува, како што рековме, акција Нахрани 1000 низ повеќе локалитети во Скопје. Може ли да ми кажете нешто повеќе за оваа акција? Вторник 17 октомври е светски ден на борба против гладот, против сиромаштијата и за таа цел организираме низ активности, меѓу кои и заедно со 4 други здруженија под кампањата Мрдни со прст го покриваме градот организирајќи собирни пунктови или штандови каде што ќе може граѓаните да дојдат и да донираат храна. Тие локации се следниве: пред Верото аеродром, таму ќе биде Љубезност, на плоштадот во центарот на градот ќе биде Ајде Македонија, пред домот на градежните Сојузот на извидници на Македонија, пред Сити Мол ќе биде Црвениот крст на град Скопје и пред Инексот во Ѓорче Петров ќе биде хуманитарната организација Адра Македонија. Што ве натера всушност покрај тоа што ете навистина секојдневно има семејства, луѓе кои што се соочуваат со предизвикот да се нахранат? Дали можеби огромната бројка која што ја има во Македонија кој што не може да се обезбедат дури ни еден оброк е причината за да се организираат повеќе здруженија за една ваква акција? Секој од организациите посебно во текот на годината има определен број на корисници на кои што им помага. Добро. На овој начин сакавме со ваков вид на вмрежување заеднички да бидеме посилни, заеднички сме посилни, да можеме да од една страна да собереме количина на храна која што ќе можеме да ја однесеме на социјално загрозените семејства, меѓутоа од друга страна да ја поттикнеме јавноста, да делуваме на свеста кај граѓаните да ова не биде нешто што ќе биде само еден ден во неделата, него да биде нешто каде што хуманоста, солидарноста, филантропијата да бидат дел од нашето секојдневие и во текот на целата година. Затоа на тој начин тоа беше и причината за која што рековме да и заеднички ќе го направиме ова и со тоа што ќе имаме целодневна активност, да бидеме поблиску до граѓаните, до местото на нивното живење, до местото на нивното работење и нели во време кое што нив им одговара. Затоа акцијата се одвива од 10 часот наутро па се до 19 часот навечер. Така. Рековме дека Нахрани 1000 е акција која што ќе се случи впрочем утре. Зошто баш Нахрани 1000? Зошто се одлучивте токму за оваа бројка? Дали тоа значи дека можеби се сомневате дека нема да се собере повеќе храна за повеќе број на лица или? Затоа што поединечните активности што ги имаме во текот на седмицата или поголеми активности во текот на нели секоја наредна активност што ја имаме, се бројки кои што се можеби 100, 200, 300, 500 и тоа се лица кои што всушност постојано ги посетуваме, значи не тоа е еднократно само еднаш, ќе се однесе или ќе се подели храна на некое место, него нешто што постојано се прави. Така да си зададовме една цел 1000, меѓутоа ќе бидеме пресреќни доколку таа бројка многу повеќе се надмаши. Така е. Во Македонија навистина е фрапантна бројката на лица кои што не може да се дозволат оброк. Станува збор за скоро 450.000 граѓани кои што можат всушност да се дозволат само еден оброк дневно. Ова е статистика која што е направена во 2016 година. Па што мислите, каква е
во ова до месец октомври 2017 бројката, дали сметате дека можеби се намалува оваа бројка или пак покажува ситуацијата можеби изголемување на ова од 450.000 граѓани? Таа бројка е добиена од официјални односно податоци од Државниот завод за статистика, каде што вели дека 21% од граѓаните на Македонија се во ризик на сиромаштие. Значи, дали бројката е 450, дали е 600.000, тоа зависи колку навистина граѓани имаме во овој момент во Македонија. Да. Со оглед на тоа дека немаме попис многу долго време, и да е 300.000 и да е 200.000, е тоа голема бројка. Да. Тоа е тоа е податок кој што едноставно треба да не алармира сите. И нас како невладени здруженија, како невладени организации, меѓутоа и институциите, се со цел да се насочиме кон нешто, кон вистински работи, кон системски решенија, за да може оваа бројка на вистина да почне да се намалува. Покрај оваа активност, заедно со Ајда Македонија и заедно со Македонската платформа за борба против сиромаштијата сме дел и од работната група за донесување на закон за донирање на вишок на храна. Многу големи количини на храна во текот на годината се фрлаат. Има бројка односно податок кој што вели дека минимум 5.000 тони на храна се фрла во текот на годината, која што вредност достигнува и до 10 милиони евра. Или пак како показател 30% од се она што се увезува во Македонија или се произведува завршува во ѓубриштата, за жал. Да. А многу луѓе, како што рековте, не можат да си обезбедат дали еден, дали два или три оброци во текот на денот. Така. Рековме дека и утре ќе се случува една ваква акција, повеќе штандови во Скопје ќе бидат опфатени, меѓутоа што е со останатите градови? Еве можеби ќе сакаат и граѓаните од другите градови да донираат храна. Што на нив би им препорачале? Ги повикуваме организациите, значи невладиниот сектор кој што делува во другите градови, да се приклучат кон оваа наша активност, кон оваа наша акција и на локално ниво да организираат собирања или штандови на собирање на храна, каде што ќе можат таа иста храна нели потоа да ја поделат на своите корисници. Така да еве отворен повик до сите организации во другите градови на Македонија да тоа може да се реализира. Инаку ова е прва година каде што на ваков начин се здружуваме. Секој од нас го одбележувал Светскиот ден на борба против сиромаштијата во текот на годините наназад, меѓутоа во склоп на своите активности, можности и услови. Ова е прва година каде што на ваков начин вмрежени под кампањата Мрдни со прст, делуваме на свеста на граѓаните, секој од нас да мрдне со прстот и да направи нешто повеќе од тоа што претходно го има направено. Така, можеби нешто што на нас не е значено, за некого да значи многу. Или она што се вели нашето малку за некого е многу. Така е, да. Така да едноставно секој од нас може да даде допринос да помогне некому. Така. Каква е ситуацијата конкретно во Македонија кога станува збор за едни вакви хуманитарни акции, затоа што и пред самиот разговор зборувавме дека треба некако да се потикнеме за да делуваме. Сето дека некој не потикне, конкретно и невладините организации, некако како да не ги гледаме всушност работите, како да не сме запознаени со она што не се случува околу. Затоа што бројка од 450.000 кои што може да се дозволат само еден оброк, тоа значи дека тие луѓе се впрочем и помеѓу нас. А можеби не сме забележале. Така е, значи бројката е голема, меѓутоа јас сум задоволен од годините наназад како бројот или интересот на граѓаните кои што сака да се вклучат се повеќе расте. Во нивното секојдневие, дали да помогнат со храна, дали да помогнат со покуќнина, со облека или сето она што го имаат, што можеби подолго време им стои некаде таму во подрумите или нели во некои задни соби од домовите, од куќите. Така да, навистина јас сум задоволен од тоа што се поголем број на луѓе ни се приклучуваат, ја посетуваат и нашата Facebook страна, Вистински дела на љубезност, и се повеќе луѓе нови запознаваме кои што
сакаат да помогнат некому. Меѓутоа, не сме задоволни целосно, можеме и повеќе да постигнеме, не само како љубезност, него и како сите здруженија, нели, организации кои што делуваат на овој план, што во својата мисија го имаат социјалниот карактер, и затоа продолжуваме понатаму со најразлични активности за да можеме нели да ги поттикнеме граѓаните, како што рековте, да се повеќе се вклучуваат и се повеќе даваат свој допринос. Така. Рековте во петокот Ретвитни оброк заедно со иницијативата Мрдни со прст имале поголема кампања каде што се придружили средношколците, каде што имале можност да сготват храна, подоцна таа храна и да се донира. Доста се чести ваквите активности на Ретвитни оброк. Да, сакам да ги поздравам нашите добри пријатели и соработници, а тоа се групата на млади луѓе Ретвитни оброк, кои што, како што рековте, минатиот петок направија една кампања заедно со Мрдни со прст и поканија голем број, значи отворен повик беше, настан беше, каде што поканија голем број на луѓе кои што сакаат да се вклучат во групно готвење на храна. Тоа се случи во Бекјард во петокот после 17 часот. Беше поддржано и од хип-хоп заедницата. Значи имаше дружење, музика, сите во престилки, во куварски капчиња и околу тенџерињата, околу скарите, за да направат храна, за да сготват. Многу од нив првпат дојдоа и првпат дојдоа нели во контакт со Ретвитни оброк, така да се сготви голема количина на храна која што во сабота, заедно со останатата храна што ја добивме како донација од граѓаните и од компаниите, ја поделивме на бездомниците во центарот на градот. Впрочем, тоа е наша активност која што 4 години еве поред секоја сабота во 13 часот се дели храна на бездомниците во центарот на градот. Така. Го спомнавте и законот за донирање храна. Што всушност би гласал овој закон? Што всушност би значел овој закон? Дали тука би биле опфатени рестораните и оние институции кои што се занимаваат со производство на храна, или би биле опфатени граѓаните? Со законот во прва фаза се опфаќаат големите производители, значи производителите и ланците на маркети, на продавници, се со цел да таа храна која што можеби ќе дојде до крајниот рок на употреба, пред тоа да се случи, да имаат можност да ја донираат, за да може да стигне до оние кои што немаат можност воопшто да ја купат или да ја имаат. Наместо истата да заврши во Дризла или на некој друго ѓубриште. За таа цел потребни се работи кои што едноставно тој закон ќе го содржат, и ние како работна група заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство и трите ресорни министерства дадовме свој допринос како граѓански сектор, она што ние го гледаме од терен, она со што ние се среќаваме, со наши барања за да биде дел од тој закон. Како што е стимулација за компаниите да бидат ослободени од ДДВ доколку донираат, од друга страна можеби она што се плаќа за фрлање на отпад во Дрисла, можеби тие суми треба да се качат, нели да се зголемат. Потоа во однос на рокот на употреба да има уврска пред истекот на рокот на употреба, да може таа храна нели да се донира, да не се чека последниот ден, и многу други работи кои што се дел како препораки во тој закон, што би требало да бидат дел од тој закон. Така. Рековме дека постои желбата кај граѓаните да помогнат. Ете, утре ќе се случува, како што рековме, и овој настан на Храни 1000. Што се ќе можат сите оние кои што сакаат да донираат утре, и што најчесто се донира кога станува збор за храната? Кога се работи за храната треба да бидеме внимателни од една страна. Од друга страна да мислиме на луѓето кои што треба да им дадеме, нели да им ја подариме таа храна, за да може да ја користат за подолго време. Списокот кој што е веќе направен се состои од артикли кои што се за подолга употреба, значи конзервирани, спакувани, нели како што се граф, леќа, сол, шеќер, зејтин, конзервирана храна, друга конзервирана храна, се со цел да може
да не биде за еден ден употреба, нели? Јасно, Него да биде нешто што ќе може да користат во следните недели па и месеци. Така. Откако ќе заврши оваа акција, се извинувам, што е она што ќе следува како акција од страна на љубезност? Ние веќе почнавме во неделата, односно вчера, 15 октомври. Иако знаеме дека беше ден за избори, сепак ние излеговме и направивме пункт, штанд од 10 часот па се до 20 часот вечерта, каде што собиравме храна, хигиенски средства, меѓутоа собиравме и облека. Собиравме душеци, кебиња, сето она што е потребно за зимскиот период за бездомниците и за социјално загрозените семејства. Тоа е активност која што ќе ја правиме секоја недела и вторник, почнувајќи од сега. Значи оваа недела и вторник сме во аеродром, следната недела и вторник 22 и 24 сме во Кисела вода, потоа следната недела и вторник центар и Карпош. Значи октомври и ноември месец, како и минатата година, се е период кога се нашите есенски пунктови на собирање на донации, се со цел да зимскиот период биде покриен, обезбеден за бездомниците и за социјално загрозените семејства. Така, имате ли можеби конкретна бројка на тоа колку граѓани донираат и сакаат да донираат храна? Постои ли некоја статистика? Конкретна статистика како бројка на луѓе кои што донираат или сакаат да донираат немаме, меѓутоа сето она што како нели посетеност на нашата страница се 15.000 луѓе кои што посетуваат страницата, а голем е бројот на граѓани кои што не контактираат, кои што ни се јавуваат или со кои што се среќаваме, се со цел да донираат нешто од сето ова. Така. Пред да го завршиме самиот разговор, ќе може ли уште еднаш да спомнете каде точно ќе бидат овие пунктови во Скопје, сите оние кои што можеби не разбрале добро? Значи, утре, вторник, 17 октомври, со почеток од 10 часот, па се до 19 часот вечерта, ќе има отворено 5 штанда, односно 5 пункта, и тоа пред Веро аеродром, Добро. На плоштад Македонија, пред Домот на градежните, пред Сити Мол и пред Тинекс во Ѓорче Петров, каде што сите овие 5 организации ќе ги обслужуваат пунктовите. Тоа се нели и љубезност, Ајде Македонија, Црвениот крст на град Скопје, Сојузот на извиници на Македонија и Адра Македонија, сите здружени под кампањата Мрдни со прст. Така, до колку часот ќе бидат овие пунктови? До 19 часот. Така, значи сите кои што сакаат да донираат храна ќе може да го направат тоа се до 19 часот. Кои што се останатите туни начини на кои што можеби не можат утре луѓето да дојдат, имаат своји обврски, нема да стигнат, а другите начини кои што и денови каде што ќе можат да донираат својата храна? Тоа е она што го правиме и постојано, значи секоја сабота, значи пред спомен домот на мајка Тереза, меѓутоа и може да не побараат на Facebook или има и телефоните објавено, да не контактираат, па ќе се договориме едноставно за преземање на донациите или доколку се желни заедно со нас да ги однесеме на некое семејство директно самите да донираат. Така, покрај храна може ли да се донираат и други средства? Да, средства за хигиена, нели лични хигиенски средства, може облека, обувки, кебиња, постелнина, значи се она што е корисно, што е употребливо, значи што е потребливо и да биде чисто. Така. Тони, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел од емисијата Македонија денес, ви посакувам многу голем успех. Утре секако ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика и ќе зборуваме, се надевам за позитивни бројки, за тоа дека се намалила оваа бројка од 450.000 луѓе кои што може да се дозволат само еден оброк во денот. Тони, ви благодарам. Благодарам на поканата. А ние продолжуваме со останатите информации. Тука повторно ќе направиме една кратка пауза, ќе слушнеме уште една песна од нашиот голем Тоше Проевски, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што ќе ви ги представам и нашите последни соговорници.